Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите правиме преглед на настаните кои го одбележаа денот. 40 дена привремен затвор за Палчо во Бели Кесир, Турција. Се уште нема постапка за дерегистрација на партијата Десна. Председателката на Врховен сослушувана во судскиот совет. Дали ќе биде разрешена, ќе се знае во јануари. Управниот суд го поништи разрешувањето на Весна Дамева. Треба да се врати на председателското столче во судскиот совет. Кога ќе се сретнат Ковачевски и Мицковски за техничката влада? Средбата ќе биде идната година, дефинитивно. Бидејќи идната година ќе видиме после празниците или пред празниците. Траат препукувањата околу изборот на Талат Џафери за премиер. Македонците не се оптимисти за годината што доаѓа. Стравуваат од економски кризи и немири. Договорот за Чебрен не беше потпишан ни на последниот работен ден годинава. Препораката на владата маркетите да работат на сите празнични денови ги налути вработените, но и другите граѓани. Зашто да работат, кога и они се тамо колку имат 20.000 плата, не знам колку имат. Како сите ќе празнуваме, ќе одмараме, така треба и вработените, така. Овие вести известуваме за постапката против Љупчо Палевски Палчо, но и против неговата политичка партија, а известуваме и за тензичната седница на судскиот совет на која беше сослушувана председателката на Врховниот суд. Останете со нас, почнуваме веднаш. На Љупчо Палевски Палчо му е одреден привремен притвор во траење од 40 дена во затворена казнено-поправна установа во Бали Кесир, Турција. Ова е најновата информација од турските власти по неговото приведување на 5 декември. Ивана Соколович најдова известува. Ивана, што значи оваа мерка? Така се уште 40 дена затвора доби Љупчо Палевски откако Турското републичко обвинителство испратило допис до Министерството за правда дека тој уште 40 дена ќе остане достапен за нивните власти, односно ќе биде обезбедуван од турските служби. Ова значи дека Љупчо Палевски за сега нема да биде испорачан во Македонија со оглед на тоа дека мерката ќе биде продолжена за уште 40 дена на затвор. Дали и кога тој ќе биде донесен во Македонија се уште не знае ниту министерот за правда, кој што пред неколку дена посочи дека нема никакви информации за неговата екстрадиција и тоа се последните информации кои што практично ги добива и од турските власти. Во меѓувреме македонските институции се уште нема донесена одлука за бришање на партијата на Палевски. Спасовски порача дека тоа не е негова надлежност и ја префрли топката во обвинителството, од каде што велат дека се уште нема донесено таква одлука. Повеќе во прилогот предложение. Осомничениот за двојното убиство на Вања и Панче Љупчо Палевски доби уште 40 дена привремен затвор во Турција. Министерството за правда потврди дека ваквата одлука ја донело Турското републичко обвинителство, а во дописот оттаму е наведено дека лицето Љупчо Палевски, кој со потерница беше уапсен за кривично дело намерно убиство на дете, согласно законот 6706 член 14, со цел да се обезбеди екстрадиција на лицето во наведената земја согласно член 16 од Европската конвенција за екстрадиција на криминалци, му е одреден привремен затвор во траење од 40 дена. Се уште нема информации дали и кога ќе згасне партијата на Палевски во која членуваат и сите осомничени за двојното убиство. Министрот Спасовски вели дека обвинителството е надлежно да поднесе барање за дерегистрација на партијата Десна, но полицијата била подготвена да испрати писмо доколку тоа биде побарано од нив. Иако е во нивна надлежност, од обвинителството за Сител вела дека се уште нема поведено таква постапка. Доколку се утврди дека се исполнети законските основи, обвинителството ќе постапи согласно своите надлежности, велат оттаму. Откако македонското МВР распиша меѓународна потерница на 5 декември, Палевски беше уапсен во близина на турскиот град Бали Кесир. Од тогаш е и во притвор. Во 30-дневен притвор пак во Идризово се уште 5 лица, тројца се товарат за соизвршителство на двете убиства, а двајца меѓу кои таткото на Вања за помагање. Ивана Соколовик најдова, Сител телевизија. Во тензична атмосфера со дофрлање и лекции по кривично право, цели 3 часа траеше сослушувањето на председателката на Врховниот суд во судскиот совет. Зоран Јаневски беше таму. Зоран, што беше кажано на седницата и кога се очекува да има одлука дали таа ќе биде разрешена или не?
Отсуство дури 21 седница и одбивање на поканата за работен состанок. Ова се формалните причини за барањето за разрешување на председателката на Врховниот суд Беса Адеми. Но на нејзиното денешно сослушување се надзираше дека вистинската причина за барањето за нејзино разрешување е всушност нејзината изјава дадена за медиумите, во која таа тврди дека судиите од Врховниот суд трпеле притисоци при одлучувањето дали да важат аболициите на поранешниот председател Иванов. Сослушувањето на председателката на Врховниот суд на моменти добиваше и тензична атмосфера во салата на судскиот совет. Таа доби и час по кривично право, бидејќи била судија која работела во граѓанскиот сектор. Беше и укорена дека за своја одбрана барала и помош од публика од присутните кои седеа зад неа. Затоа дали таа ќе биде разрешена ќе се знае во следниот период, со оглед дека по денешното нејзино сослушување тричлената комисија составена од членови на судскиот совет ќе треба да изготви извештај кој ќе го предаде на судскиот совет. Тој пак на седница ќе одлучува дали председателката на Врховен Адеми ќе замине од функцијата. Сите детали ги гледаме во прилогот. Барам судски совет да донесе одлука со која ќе се утврди одговорност на председателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија и истата да ја разреши. Ова е предлогот на членот на судски кој очекува казна за председателката на Врховниот суд за недоаѓање на седници и одбивање на поканата за средба. Ова се официјалните причини за барањето за разрешување, ама на денешното соочување се откри дека изјавата на Адеми за политички притисоци врз врховните судии за аболициите на поранешниот председател на државата била пресудна да се побара нејзина одговорност. Од нас не сум ни прва ни последна што тоа го кажала, имало и други судии на Врховниот суд и други чинители, тоа е укажано и во релевантните извештаи и за такво нешто се надлежни други правосудни органи. Судскиот совет треба да биде брана на судиите, брана да не заштити, а не истражен орган. Дали по однос на овие наводи ги има известено надлежните органи, тоест јавното обвинителство или некој друг надлежен орган во нашата држава. Ако не сакате да одговарате, пак немаме одговор за ова. Но немаме, нека каже, прашувам со да или не да одговари. Јасно е прашање. Комисија, тука има комисија. Цели 3 часа се соочува аргументите дека председателката на Врховниот суд не треба да е присутна на седниците, напишала и оценската мисија која ја скенираше состојбата во советот, но за подносителот на барањето, моменталните закони предвидувале дека мора да учествува во неговата работа. Со своето однесување покажала непрофесионалност и правна некултура, а доби и подсетување дека се оди во затвор ако не го информира обвинителството за политичките притисоци кон судиите. Ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Јас би сакала да се задржи подносителот на барањето во рамките на предлогот и не би сакале да гледаме на овие констатации како закана кон председателката на Врховниот суд. Апсолутно се. Председателката на Врховен доби и лекции по кривично право од подносителот на барањето за разрешување, бидејќи таа била граѓанска судијка, и рече дека за своја одбрана барала и помош од публиката, откако Адеми кратко проговори со лице во салата кое седеше зад неа. Покрај Адеми беа председателот на Сдруженијето на судии и адвокат, според кој иднината на македонското судство зависи од исходот на постапката за разрешување на председателот на Врховниот суд. Има ефект на замолчување и ризик од обесхрабрување на судиите да даваат критички забелешки. Дали Адеми ќе се збогува од председателското место ќе се знае откако 3-члена комисија ќе го напише извештајот од денешното соочување. Документот потоа ќе оди пред членовите на советот кои на седница ќе одлучат за иднината на првиот врховен судија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. А Управниот суд ја поништи одлуката за разрешување на екс-председателката на судскиот совет Весна Дамева, која предизвика бурни реакции во јавноста. Со оваа пресуда, по која никој нема право на жалба, Дамева треба да се врати на местото председател на судскиот совет, на кое по незаконското разрешување членовите го избраа судијата Сашко Ѓурѓев.
Весна Дамева се враќа на председателската позиција во судскиот совет. Управниот суд ја прифати незината тужба и ја поништи одлуката со која во април годинава беше разрешена. Оваа пресуда никој нема можност да ја обжали, што значи дека Дамева по автоматизам се враќа на позицијата до завршување на незиниот мандат во 2025 година. Во телефонски разговор за Сител, Дамева вели дека се уште го нема добиено решението. Во овој момент информирана сум од вас медиумите по однос на донесената одлука од страна на Управниот суд. Официјално ниту сум известена, ниту имам примена одлука. Така да не можам мојот коментар да го дадам во овој момент, дали официјално е донесена одлука и каква е истата. Решението за враќање на Дамева експресно го поздрави министерот за правда Лога. Со ова се потврдуваат сите наводи на министерот кој во изминатиот период ги имаше за работењето и постапувањето на судскиот совет, со што се докажува дека на оваа институција и се неопходни реформи. Одлуката на Управниот суд влева надеж за враќање на довербата во институциите и почитување на принципот на владење на правото, се вели во соопштението на Правда. Зошто вие сакате денес Весна Дамева да си оди? Не реверирам. Дамева беше разрешена на седница на 26 април по барање на тогашниот подпредседател Селим Адеми. Тој ја разреши Дамева и го превзема незиното место незаконски со само 7 гласа. Чекор кој беше критикуван од сите домашни и меѓународни фактори. Контроверзното разрешување на Дамева беше една од главните причини за лошиот извештај на Европската комисија, но и причина Унијата да испрати и оценска мисија која неодамна го објави извештајот со 40 препораки за реформирање на судскиот совет. По скандалите во судски, холандската амбасада стопираше милионски проект, а амбасадорот Коп порача дека ова тело е нелегитимно. Судски тогаш остана и без 20 членови кои поднесоа оставки. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Кога ќе се сретнат Ковачевски и Мицкоски за техничката влада? Средбата ќе биде идната година, дефинитивно, бидејќи идната година ќе видиме после празниците или пред празниците. Траат препукувањата околу изборот на Талат Џафери за премиер. Македонците не се оптимисти за годината што доаѓа. Стравуваат од економски кризи и немири. А средбата Мицкоски-Ковачевски за техничката влада ќе се случи до година, вака се изрази премиерот, прашан за најавуваните разговори со лидерот на опозицијата. Изборот на технички премиер предизвикува најмногу реакции. И албанската и македонската опозиција сметаат дека Талат Џафери не може добро да ја предводи владата. Катерина Нешкова. Ковачевски и Мицкоски ќе ги чекаат последните рокови за да го договорат конечниот состав на техничката влада, за која е веќе познат премиерот, актуелниот собраниски спикер Џафери, како и кога таа ќе биде избрана на 28 јануари. Средбата ќе биде идната година, дефинитивно, бидејќи идната година ќе видиме после празниците или пред празниците. Она што го видовме од медиумите сите дека после новогодишната, после 31 ВМРО ДПМН ќе заседава во однос на тоа кои ќе бидат нивните представници во техничката влада. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа веќе го направи во текот на оваа недела. Ние ги имаме комплетно завршено сите процедури. Во однос на владата ќе течат разговори на ниво на коалицијата, на ниво на учесниците во владата и сите детали ќе се знаат навремено, односно некаде до 25. Премиерот не открива и дали Груби ќе ја задржи титулата прв вице-премиер во техничката влада. Не го сметам тоа место за толку многу значајно за да биде толку експонирано, да ви кажам искрено. Во меѓувреме лидерот на ДУИ Али Ахмети во интервју за албанска клан се пофали дека премиер ќе стане како што вели командантот Џафери. Kush do jetë? Talat Џафери. Talat Џафери, komandant Talat Џафери? Komandant Talat Џафери. UÇK, më thotë kanë nënshkruar marrëveshje me NATO. Po patjetër. Në shtator, tetor të 2001-shit demobilizohet dhe uniforma e UÇK-s mbetet monument i kujtesës historike e ka çdo ushtar me një garancë të fuqishme që nuk do keq përdorur.
Токму тоа што Џафери доаѓа од военото крило на ДУИ е причината поради која Мицкоски веќе брифираше дека ВМРО ДПМН нема да даде поддршка за техничкиот премиер, иако ќе учествува во техничката влада. Спикерот вчера пак тврдеше дека тој не е избор на Ахмети поради неговото учество во УЧК, туку дека е коалициски договор на мнозинството. Но Џафери како технички премиер го проблематизира и албанската опозиција. Имајќи предвид и дека ДУИ го предложи господинот Џафери за премиер во техничката влада, ние се сомневаме дека таа техничка влада ќе ги исполни овие цели. Затоа што господинот Џафери во сегашната позиција не беше прославен со неговиот однос према институцијата која ја водеше, имајќи предвид дека е предложен политички, имајќи предвид дека е еден од така наречените војници на ДУИ. Касами вели дека нема да дозволи гласот на нивните избирачи да биде злоупотребен и покрај тоа што власта се уште не го избира нивниот член во ДИК. Катерина Нешкова, Сител телевизија. На четворица песимисти има само еден оптимист за тоа како ќе се живее во Македонија во 2024. Анкетата на Брима Галуп покажува дека речиси секој втор македонец очекува економски потешкоти, а секој трет не мери. Детали од Александар Спасовски. Изразен песимизам и никакви очекувања од идната 2024 година кај македонските граѓани покажува најновото истражување на јавното мислење кое Галуп го спроведе во 41 земја во светот. Според него, само 20% од македонските граѓани очекуваат идната година да биде подобра од оваа. 34% очекуваат полоша година, а 40% иста. Споредено со земјите во регионот имаме исти бројки како и Србија и Бугарија, додека во Албанија и Косово владее огромен оптимизам и таму меѓу 60 и 70% од граѓаните очекуваат подобра година. На светско ниво просекот на граѓани кои очекуваат подобра година изнесува двојно повеќе од Македонија или околу 40%. Дури 42% од граѓаните во земјава очекуваат идната година да биде исполнета со економски потешкоти, а 34% од анкетираните очекуваат година со повеќе немири. И македонците, но и граѓаните од целиот свет стравуваат од можна употреба на нуклеарно оружје. Во земјава нешто под 80% сметаат дека постои ризик од нуклеарни напади, а меѓу нив дури 44% сметаат дека тој ризик е многу висок. Како и пред една година, мнозинството во САД го гледа ризикот како прилично умерен. Ставовите во Русија се слични на оние од лани, овој пат односот на одговорите меѓу умерен и висок ризик за употреба на нуклеарно оружје се 40:20%. Земјите како Германија, САД и Русија покажуваат подобрување во очекувањата во споредба со крајот на минатата година, иако се уште се загрижени. Анкетата за Галуп во Македонија ја спроведе агенцијата Брима, анкетирајќи 1203 испитаници по принципот лице в лице во периодот од 1 до 22 декември. Александар Спасовски, Сител телевизија. Договорот за Чебрен не беше потпишан и на последниот работен ден годинава. Препораката на владата маркетите да работат на сите празнични денови ги налути вработените, но и другите граѓани. Зашто да работат, кога и они се тамо колку имат 20.000 плата, не знам колку имат. Како сите ќе празнуваме, ќе одмараме, така треба и вработените, така. На последниот работен ден оваа година нема потпис од грчката фирма на договорот за изградба на Чебрен. Сепак владата ќе чека до недела пред да побара активирање на банкарската гаранција и пред да прогласи официјално пропаѓање на 14-тиот тендер за овој проект. Грчката компанија Архиродон не го потпиша договорот за Чебрен на последниот работен ден од годината. Но министерката Шукова вели дека мора да почека до крајниот рок, 31, за евентуално да не стигне по пошта или електронски. Потоа владата на 2 јануари ќе одлучува за активирање на банкарската гаранција, вредна 1,4 милиони евра. Но се поизвестно е дека и 14-тиот тендер за изградба на хидроцентралата ќе пропадне. Грчката компанија барала измена на тендерските услови, затоа што не биле исти со владината одлука. Но премиерот вели дека менување на процедурата нема да има. Владата има донесена многу јасна одлука, која што одлука се заснова врз тендерската процедура, врз законот за концесии и врз законот за води,
и на компанијата која што беше избрана од страна на комисијата како понудувач кој ги исполнува условите, останува да го потпише договорот, односно да продолжи со процедурата на формирање на заедничка компанија со ЕСАМА или да тоа не го направи. Меѓутоа, ја не можам да ја предуцирам нивната одлука. Против Чебрен да го гради странска компанија која би стопанисувала со него 60 години е Издруженијето на инженери, кој поднесоа представка до неколку институции, меѓу кои и председателот Пендаровски. Смета дека државата има капацитет и знаење да го изгради овој капитален проект, а парите наместо да се одлеваат во странство, ќе завршат дома. Инаку Архиродон, согласно тендерската постапка, за 1 милиарда евра треба да изгради хидроцентралата на Црна река. Во следните 6 децении ќе стопанисува со 2/3 од Чебрен, а остатокот ќе биде на државата. По истекот на периодот, хидроцентралата треба да биде дадена во целосна сопственост на државата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Владата потпиша договор со приватна фирма за реновирање на 2 од 9 студентски домови – Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу. Останатите велат ќе бидат реконструирани во следната фаза. Проектот беше најавуван со години, но реализацијата постојано се одложуваше. Старото ветување за реконструкција на студентските домови останува ветување сега за во новата година. Реновирањето, промена на водовод, грејење, поставување фотоволтаици во домовите требаше да започне уште пред 9 месеци. Сепак, студентите новата година ќе дочекаат со старите услови. Испукани фасади, скршени прозорци, но и лоша хигиена и услови во дел од домовите, но и надеж дека идната година ќе дочекаат со стварено ветување од владата ИМОН. Двете институции денеска потпиша договор за реконструкција на студентските домови, кој ќе започне најпрвин со Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов во Скопје, а предвидено е да заврши за година и половина. Оваа крупна капитална инвестиција е во рамки на проектот за енергетски и ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија, кој се реализира со средства од Германската развојна банка од 20 милиони евра и грант од 5 милиони евра преку програмата за регионална енергетска ефикасност за Западен Балкан на Европската унија. Предвидува целосна реконструкција на сите 9 државни студентски домови во Скопје, Прилеп, Битола, Штип и Охрид. Видена е промена на водоводната инсталација во домовите и отстранување на причините за појава на влага во објектите, промена на комплетната електрична инсталација и поставување на енергетски ефикасни LED светилки, промена на инсталацијата за грејење, комплетна промена на санитаријата, изработка на енергетски ефикасни фасади на објектите, поставување на фотоволтаици за производство на електрична енергија. Реконструирани енергетски ефикасни домови се најавува уште во 2019 година од тогашниот министер за образование Арбер Адеми, а предвидено беше тие да бидат готови до 2024 година. Сегашниот министер Јетон Шакири пак кон крајот на 2022 најави дека реконструкцијата ќе започне во март оваа година. Но студентските домови остана недопрени, со старите фасади, изглед и услови и надеж дека во 2024 година ќе ја видат светлината на денот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Владата им ги помати сметките на вработените во маркетите со вчерашната препорака да работат и на 31 во недела, и на 1 па и на Бадник и двата дена Божки. Граѓаните со кои разговаравме се противат на ваквите одлуки и сметаат дека и вработените во маркетите имаат право на одмор. Премиерот вели дека препораката била дадена врз основа на барање на газдите на ланците супермаркети. Продавниците, штандовите и киосците ќе може да работат за новогодишните и божикните празници. Владата на вчерашната седница одлучила да им дозволи да отворат на 31 декември, но и на 1, 7 и 8 јануари, иако се неработни денови. Премиерот се правда, така барале трговците. Новогодишните празници, божичните празници секогаш се период кога граѓаните сакаат да купат подароци, тоа е во целиот свет, па и кај нас, секој колку може. За трговците тоа е секогаш добра можност да направат повеќе промет. За работниците во трговијата секогаш е добра можност да остварат подобар приход. Така да ќе бидат платени работниците согласно со закон за работа во неработни денови, за работа во недела. Граѓаните не се согласуваат со ваквата одлука. Велат редно е работниците да одморат, а тие што имаат пари може да си купат тоа што им треба и пред празниците. Зашто да работат кога и они се
тамо колку имат 20.000 плата, не знам колку имат, не е битно. Сите што сакаат да си купат тоа што треба да си го купат, ќе си го набават на време. Како денеска, како утре. За први не треба да се работи и за Божик не. Тоа си е верски празник, зашто да го работиме? И сега ако има некои институции што треба вистина да работат, да, ама да им се плати. И да работат, ако нема пари, не вреди да работат. Кој што има пари, сега ќе спазари, кој што нема, исто. Вработени во маркетите не треба да одморат барем за празници? Треба да одморат. Не е исправно. Не треба да работат? Треба да одмарат. Како? Како сите ќе празнуваме, ќе одмараме, така треба и вработените. Остро реагираат и од Сдруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец. Бараат владата веднаш да ја повлече препораката. Ваквиот тип на дејности од приватниот сектор нема ни електронска евиденција на работно време. И овде ќе имаме работници кои што работат и кои што не се платени. И тоа беше всушност идејата и нашата иницијатива како Гласен текстилец, зошто го баравме тој закон за неделен работен ден. И овде не само што се дава ветер во грб да, нели, као препорака, нели, да го кршат работодавачите од овој сектор законот, туку очигледно непознавање на законот. Толку ли нема елементарно познавање од самиот закон. Вие да велите да се работи во недела за дејности кои што имаат забрана за недела. Дел од поголемите ланци маркети веќе најавија дека ќе отворат во недела, но не и во понеделник. Мартин Арсов, Сител телевизија. Може ли преку протести да се избоксуваат подобри работнички права? Зошто нема успех во преговорите со владата за повисоки плати во јавниот сектор, судовите и обвинителствата? Може ли да се преживее со сегашните плати и скапата потрошувачка кошничка? Тема на денот со Трпе Дејановски, председател на синдикатот на УПОС. Александар Аврамовиќ е дете кој имаше многу едноставна новогодишна желба. Да дојде во Сител и да го запознае неговиот омилен водител Валентин Николовски. Колегите од утринската програма Ја сакам Македонија го направија и спроведоа планот да му е исполнат оваа желба. Му благодариме на Александар што беше наш драг гостин. Јелката тука им дававме подароци на деца кога доаѓа, а сега ќе одиш да видиш кај не другиот дел од телевизијата. Ајде одиме натаму, може? Александар Аврамовиќ, дете со пречки во развојот, имаше многу едноставна желба. Да ја посети телевизија Сител и да го запознае неговиот омилен водител, Валентин Николовски. Со Александар, или како тој ни дозволи да го викаме Ацуле, ја прочитавме цела телевизија, а наша прва станица беше режијата, за да му покажеме од каде се емитува неговата омилена програма. Зашто га да видиш? Ајде, поведи. Ајде, натве. Овде ни се гледа целата телевизија ни е тука. Може да му го намести случајно? Сега ти ќе седнеш тука, ќе почекаш да дојде еден чичко ќе вежба тука, а после ќе одиме во другиот дел, ќе може? Ајде да седнеме. Додека течеше програмата, Александар ги препознаваше телевизиските ликови, а вистинското изненадување за него следуваше кога на екранот се појави Валентин Николовски. А? Го знаеш овој? Ајде да го видиме. Го знаеш овој? Погледаш? Тино, те слушаме со Аце, може нешто да ни кажеш? Ќе одиме кај него? Оди таму, гледај. Ќе одиме кај Тино? Дојди наваму прво да го видиш овде и ќе одиме натаму. Одиме? Ајде. Ајде одиме да видиме кај е Тино. Додека Валентин се подготвуваше за неговата дневна рутина, ние со Александар се упативме на кај студиото. Тино беше наш домакин во студиото, а заедно со Александар вежбаа за презентирање на вечерните вести. Го знаеш овој? Еле, гостинче, јас. Имаме, Тино, може да влеземе ние? Ајде. Ајде. Аце се вика он. Ацко! А он ни гледа многу вести повеќе од нас. Може Ацко да те викам?
Може? Ацуле. Ќе може тука? Браво. Ќе одиме тука? Ајде супер. Ќе можеш сине? Може. Сакаш да седеш тамо? Ајде. Ова не можеш да го Сакаш сега ти да прочита нешто да чуеш? Министерството за животна средина и за здравство се должни да им препорачаат на сите работодавачи да ги ослободат од работа бремените жени, лицата постари од 60 години, како и хронично болните. Откако заврши нивната генерална проба за вечерниот дневник, Валентин и Александар заедно прошета и во просториите на редакцијата на телевизијата. По завршувањето на прошетката се поздравивме со Александар, а тој и неговиот омилен водител договорија дружба надвор од телевизијата. Ова е за Ацуле. Ова е за тебе. Да вака да го патиме заедно, може? И ќе се држиме за рака. Ајде. Да ти е среќна нова година, среќни божитни празници и да ти е многу поуспешна, хубава и поздрав. Во време на нарушени човечки вредности и нереални желби кои децата ги имаат, треба да бидеме свесни дека насекаде околу нас со мали чекори може да исполниме нечија желба и бидеме причина за среќа. Александар сите нас не научи на тоа што значи вистинска среќа и искрен човечки однос. Искрена и емотивна порака за крај на ова информативно издание. Најавувам дека во Централниот дневник во тема на денот ќе зборуваме за работничките права со првиот човек на УПОС Терпедановски. Останете со програмата на Сител. Пријатно!